Веќе сме лайв. Симона. Почитувани присутни, моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на глобалната недела на претприемништвото во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство вечерва на првата сесија Пиалог со претприемач да ви ја представам Наталија Бургиева од Мама Органа. Оваа сесија има за цел да поттикне размена на искуства помеѓу искусни предприемачи кои што веќе имаат основано и водат своји бизниси и лица кои што се потенцијално заинтересирани да водат своји бизниси. Па тука во рамки на оваа сесија би сакале да поразговараме малку во една неформална атмосфера со Наталија за тоа кои се на што се темали нејзиниот бизнис, зошто одлучи да се впушти во светот на претприемништвото, можеби некои полични детали како што се на пример омилена книга Мотивација за водење бизнис, етички вредности од кои што се раководи додека го води својот бизнис. И пред се би сакала да потсетам дека оваа иницијатива се случува за време на глобалната недела на претприемништвото, паралелно во 180 држави во светот, каде што 20.000 партнери организираат над 40.000 настани и така обединуваат 10 милиони луѓе на теми од областа поврзани со претприемништвото. Да не должам многу, би сакала да го препуштам сега подот на Наталија за да започне со представување на својата компанија и да ни каже нешто повеќе за својот бизнис. Ти благодарам, Наталија. Здраво на сите, благодарам на поканата да учествувам во еден настан кој што им дава признание на претприемачите и сите оние кои што превземаат било какви ризици и отстапуваат од својата комфорт зона за да направат некаква промена во општеството. Се надевам дека добро ќе се дружиме, дека ако имате некои прашања ќе ги одговориме и дека приказната и патот кој што ќе го споделам за Мама Органа и за сите пропратни проекти, ако ништо друго барем ќе послужи за да инспирира некого и понатаму да направи нешто добро во општеството, дека прави нешто добро и за себе. Сега, пред да почне оваа сесија, пред да биде договорена во детали, нели што како треба да правиме, јас добив неколку прашања и насоки за презентирање, по кои што одлучив дека, бидејќи ова е неформална сесија, нема да се држам детално и стриктно до планот и до прашањата и до нивни директни одговори, туку опуштено ќе се разговараме, ако имате некои прашања, слободно ќе ги поставите, слободно прекинувајте ме, во меѓувреме ќе правиме нешто друго. Значи, како го започнав бизнисот и кој е проблемот кој што го решава Мама Органа? Како го започнав бизнисот? Бизнисот, значи Мама Органа е основана во 2017 година, меѓутоа основана е 2017 година официјално, меѓутоа неофицијално работиме од почетокот на 2016 година. Целиот бизнес модел на Мама Органа всушност се заснова на решение на мои лични предизвици кои што јас ги имав, зашто всушност работеше. Значи јас иако по професија економист и нели во секое време во Македонија, барем ако за ништо друго за економисти лесно се наоѓало работа, имаше еден одреден период во мојот живот кога јас се соочував со лични здравствени предизвици, кои што директно ме спречија да работам, значи ме направија неработоспособна. Во исто време, како самохран родител со 2 деца дома, без приходи, нели, како невработена, ми беше многу тешко да обезбедам основна екзистенција за мене и за моето семејство пред се. Дополнително за следниве предизвици, како решение нивно, се нудеше промена на целиот начин комплетно на живење, вклучувајќи промена во начинот на кој што се хранам. Значи, требаше да престанам да јадам конвенционално храна, која што се среќава во продавниците, да престанам да јадам овоше кое што е прскано со разни хемикалии за да личи така како што личи, туку да почнам да јадам само органска храна, да исклучам месо, шеќер и слично. И сега во периодов невработена, ја не можев да си дозволам да купиме буквално храната што сакаме да јадеме, а не па тоа да биде органска храна, или сите знаеме дека таа е поскапа. И решив, иако нели пак ќе кажам економист, нешто што нема врска со земјоделие, со агрономија и слично, дополнително родена сум и порасната во аеродром, бетонската џунгла на Скопје, немам никакви допирни точки со земјоделие. Решив да пробам
да се едуцирам самата себе си и да одгледам само органски производи. Тогаш налетав на некоја литература која што нема автори за да ги споделам, меѓутоа се работи за книги од пермакултура, за книги за одржливост на живот во урбани заедници и слично. И таму првпат се сретнав со поимот компостирање, ова беше пред некои 7-8 години, со компостирање, што тоа значи, каков е бенефитот од компостирањето и дека всушност отпадот од храната што ја јадеме со мала преработка, наместо да загадува, може да биде одлична база за да ние самите си произведуваме дома храна. Направив неколку експерименти, исклучија сите успешно, успеав да отгледам храна за себе и за своето семејство. Храната покрај нели помалку потребни финансиски средства за купување, ми даде и подобро здравје, ги решив своите здравствени предизвици и во одреден момент, најверојатно тогаш проработе повторно предприемачот во мене, бидејќи предприемач сум од како знам за себе, си реков, зошто да не од ова решение на моите лични предизвици, да не направам нешто што е добро за општеството, за заедницата, за себе, меѓутоа и за други кои што одат по патот како мене, да им го леснам тоа истиот пат што го одат на жените како мене. И тогаш се роди идејата за Мама Органа. Прво нешто што направивме како идеја, аплициравме во надпреварот за Арно, кој што исто така сега се одржи оваа година. Оваа година победник на интернационалниот беше мојата ќерка, што ми е особена гордост. Значи и нашата приказна, и мојата приказна на Мама Органа започна така. Се пријавив на надпреварот, победив на националниот надпревар како идеја. Бевме тогаш се одржуваше регионалниот надпревар во Црна Гора, ја представивме идејата, помина супер, не добивме награда, меѓутоа потоа следеше акцелераторска програма во Ситхаб Скопје, па можност преку Агенција за вработување и UNDP во проект за самовработување за основање на компанија со некој минимален грант и Мама Органа се роди како компанија. Од тогаш навака се поминати 4 или 5 години. Има и такако големи предизвици, меѓутоа има и такако големи причини за радост и за да бидам ја задоволна сама со себе. Следното треба значи за производот. Сега не знам дали знаете, меѓутоа јас во текот на едуцирање за како сама да си обезбедам храна за себе, се едуцирав многу и за отпадот од храна. Што всушност прави тоа? Испадна дека отпадот од храна или биоотпадот, овој отпад што е зелениот, всушност представува дури 60% од вкупниот отпад што ние како луѓе го креираме општо. Тоа што значи? Тоа значи дека ако овој отпад наместо да стои во контейнерите или во кантите или најчесто и надвор од контейнерите и кантите заради тоа што нели сите животинки надвор што се птици и слично кучиња ги вадат тие отпадоци и градот ни е прљав, не личи на ништо. И замислете наместо тоа да биде така, да ние целиот овој отпад кој што го креираме био, го компостираме и од него исто така тогаш се запознав со феноменот дека отпадот од храна е всушност трет најголем загадувач на планетата Земја во однос на негативно влијае на климатските промени. Веднаш по Америка и Кина, значи количеството на метан и на CO2, односно на стакленички гасови што биоотпадот го испушта, е на трето место глобално во светот. И собирањето на овој отпад, значи и негово компостирање, всушност резултира со директен импакт на климатската криза, се намалуваат последиците, со директен импакт на почисти градови, села, населени места, почисти улици, помалку отпад за дислокација, што значи помали трошоци за транспорт на овој отпад до депониите. Како информација во 2017 година градот Скопје потрошил 8 милиони евра само на транспорт на отпад до депонијата Дрисла. Значи, бизнес моделот кој што ние го имаме развиено, кој што веќе успешно работи, е докажан и потврден дека функционира, не само што намалува загадување, не само што намалува влијание на климатски промени, туку и директно влијае на намалување на трошоци за транспорт. Производот кој што го добиваме, нели, компост, често сите прават компост, меѓутоа ние не застанавме тука. Во соработка со луѓе кои што се занимаваат со иновативни принципи во агрономијата, со нови техники, со
наоѓање на нови иновативни решенија, конкретно поврзани со урбаното градинарство и слично, дојдов до сознание дека ако компостот се збогати со одредени минерали или ако се оплемени со некои други компоненти, може наместо само таков обичен компост да биде природно ѓубриво кое што е погодно за органско производство на храна и кое што во себе содржи на вистина висок процент на органска материја пред се, меѓутоа и на други микро и макроелементи кои што се потребни на билките. И тука веќе тоа ми стана многу интересно, зашто јас сум по природа истражувач и многу сакам да истражувам. Осознав дека секоја билка, исто како и секој човек, најверојатно побарува посебни услови за како како најдобро, значи најдобро да порасне и да даде најдобри резултати. И така почнавме да тестираме со разни видови на билки, најчесто храна со семења од храна, органски автохтони сорти на семења од Македонија, на зеленчуци и на овошја, и почнавме да добиваме супер резултати. Ги доведовме формулите на субстратите во совршен сооднос на минерали, на различни видови на минерали и на органско ѓубриво. И сега може слободно да се пофалиме дека Мама Органа на пазарот ги нуди дефинитивно најдобрите природни подобрувачи за почва од локално производство. При тоа, не знам, најверојатно сум спомнала многу пати, меѓутоа секогаш сакам да спомнувам, во Мама Органа работни места се креираат најмногу за маргинализирани луѓе. Зошто? Особено за самохрани мајки. Зошто? Заради тоа што јас како самохрана мајка, на која што и беше предизвик да најде постојано вработување, најголемата причина за тоа ми беше немањето места во градинките, немањето услови каде децата да се остават на чување и слично. И баш од таа причина решив дека кога на мене ми беше тоа тешко, сега веќе имам моќ да направам промена и на некој да му олеснам. И за почеток дозволивме слободно да си ги носат децата на работа, значи тоа кај нас може да се доаѓаат со децата на работа, меѓутоа може и да имаат клизно работно време, значи доаѓаат на работа мајките во време кога на нив најмногу им одговара, без разлика дали е тоа од саба или подоцна во текот на ден. Имаме супер успешен, значи, како да кажам, бизнес модел се заснова на циркуларна економија, нешто кое што еднината, нешто кое што лично сметам, значи без разлика како правно лице, како Мама Органа, како Наталија, сметам дека циркуларните бизнес модели мора да се развиваат се повеќе и повеќе и се почесто новите бизнеси што се отвараат да бидат засновани на тоа, вклучувајќи социјално претприемништво, нели, креирање на работни места за маргинализираните, заради тоа што светот во моментов не е во добра ситуација и ако ние продолжиме со таа класична линарна економија, само да ги трошиме ресурсите природните при тие што ги создаваме, да создаваме вредност, таа вредност да користиме и потоа само да фрламе на отпад, нема баш некоја поента, освен што ќе загадуваме и моментално задоволство. Затоа, ако сакаме да оставиме нешто на идните генерации, ако сакаме ние да креираме подобри вредности, треба да ги промениме прво навиките, да го намалиме конзумеризмот, да намалиме со непотребно натрупување на 10 различни видови на производи и да практикуваме самите циркуларна економија, значи самите да се направиме себе си одржливи, бидејќи тоа се нели целите кон кои што светот реши дека ќе се посвети во наредните 10 години. Следно нешто кое што тука е предвидено да го зборувам е кој бил мојот најголем неуспех до сега и како се справив со тоа. Тука не се мисли за лични неуспеси, меѓутоа сега после некој сум имала многу лични неуспеси. Впрочем, како и сите, нели, може и не како и сите, меѓутоа сум имала многу лични неуспеси. Меѓутоа сега, на крајот, меѓутоа сега во оваа точка во времето, можам да кажам дека не ги доживувам неуспесите на начин на кој што сум ги доживувала порано, ниту пак ги сметам за неуспеси. Тоа што е неуспех, можеби не требало да се случи воопшто, можеби не требало да се случи во тоа одредено време, имало нешто друго што требало да се случи за подоцна да му дојде времето и слично. Меѓутоа, сепак како мој најголем неуспех во целиот развој на компанијата и што сметам дека уште побрзо сега, како што ја развивме, ќе го развиевме, беше недоволната информираност на почетокот. Значи, ја засновавме компанијата, влеговме во акселераторски програми, добивме награда на европско ниво, Startup Europe Awards за Job Creation, за
social innovation бизнес модел. И веќе Европа не сметаше за стартап, социјален стартап достоен за внимание. Не очекувавме дека ќе извисиме во фондот за иновации. Значи аплициравме во фондот за иновации, меѓутоа на наша вина, не на нивна вина, немавме забележано дека во повикот е стриктно наведено дека тоа е за друштва. Ние во тој момент бевме регистрирани како во форма на занаетчи, не во форма на друштво. И немавме обрнато внимание, пак ќе речам, и додека ние така спремни и урни за работа во првиот наплив со сите награди добиени, поставени, малите компостари спремни за работа, само чекаме нели финансиите, и денеска исто се спомна на една од сесиите дека финансиите и инвестициите се кислород за стартапите. Ние не ја добивме инвестицијата, која што и така многу ја очекувавме. Тука се случи еден момент во кој што не стануваше збор за тоа дали Мама Органа ќе продолжи понатака или не ќе продолжи понатака, меѓутоа веќе и така се крена прашањето како ќе продолжиме натака, како сега после ова кога немаме средства, значи буквално имаме залиха, меѓутоа немаме буквално пари да платиме спонзорирани реклами на социјални медиуми, немаме средства за транспорт, немаме возило, немаме логистика позади нас. И во тој период малку се случи некоја пауза во која што пак ќе кажам беше лето, ни послужи периодот дека не беше активна сезоната, па имавме се земавме еден период така 2-3 недели, можеби 1 месец, малце да контемплетнеме до кај сме со работата, до каде одиме, на каде мислиме да одиме понатака. И тогаш го направивме чекорот кој што всушност требаше да го направиме од сам старт. Значи, повторно тврдам дека позади секој неуспех има нешто кое што те тера за понатаму да бидеш успешен. Се фокусиравме стриктно на продажбите. Значи, во меѓувреме имаше и други некои повици, исто за социјални претпријатија, меѓутоа па тие ограничуваат да бидат само здруженија, едни ограничуваат да бидат само друштва, значи или друштво по закон за трговски друштва или здружение на граѓани. Ние не бевме ни таква форма и буквално заради бирократска процедура 2 години се надевавме на некаква било каква почетна инвестиција, сида инвестиција буквално, ја немаше од никаде. Имавме пари нели на почеток споменав грант од АВРМ, имавме од СИТХА од акселераторската програма. Меѓутоа тие сите средства ги вложивме и буквално немавме пари за оперативни трошоци. И како што кажав, позади секој неуспех нели следи успех, буквално се фокусиравме на продажбите, на маркетинг, на креирање на маркетинг кампањи, на креирање на акции, 2+1 гратис, зелени поени, промовиравме биоразградлива амбалажа и слични некои моменти. И луѓето го препознаа тоа и буквално почна да се продаваат производите, да се враќаат назад и сите клиенти да бидат задоволни од тоа што го добиваат, да не им пречи тоа што нашиот производ можеби не е најевтин на пазарот, да се задоволни со тоа што креираат дополнителен импакт со тоа што го купуваат, покрај тоа што има висок квалитет. И некако се си дојде на свое место. После тоа, како ние самите како го застанавме буквално бизнисот на свој нозе, следа некои други акселераторски програми преку Business Impact Lab во Impact Hub Виена. Ова е програма една на која што сум многу благодарна заради тоа што траеше многу долго време, 4 месеци вкупно, меѓутоа распоредени во неколку сесии, траеше подолго од 4 месеци и имаше многу работилници на кои што се работеше на личен развој. Личен развој и тргање на егото и вртање кон еко момент е нешто кое што мислам дека е многу важно за секој предприемач во моментов и за едните што сакаат да бидат. Значи нешто што е најважно според мене е вие лично како персони, без разлика на страста што чувствувате, без разлика на тоа што вашиот бизнис е ваша идеја, ваше дело, го чувствувате некој можеби како ваше дете и сето тоа, меѓутоа да не го поистоветувате индивидуално со вас. За да не ги доживувате успесите и неуспесите лично, туку за да не влијаат на вас, за да имате можности понатаму да продолжите да терате агендата или планот кој што сте го зацртале за развој на тоа бебе, да кажам, во зачаток, а тоа да не влијае никако. На таа програма имавме можност, значи во Impact Hub Виена, Investment Ready беше програмата, имавме можност да работиме со
Boston Consulting Group, со ментори од Ерсте фондација, значи светски ранг експерти и ментори кои што за разлика од тука ќе кажам носителите во одлучувачките институции или слично, има многу повеќе познавања за одржливост, за цели за одржлив развој, за циркуларна економија, за климатската криза која што ни следи, за промените кои што треба да ги направиме. И зошто толку важна е оваа програма за мене лично и меѓутоа и за Мама Органа општо, за сите вклучени, за повеќе од нас одевме на програмите, заради тоа што видовме дека не е до нас вината, дека тука некој не препознава, не ни е лоша нашата идеја и нашиот бизнис, тоа веќе и клиентите го покажа, туку само станува збор дека ние малку пред времето сме го почнале нештото тука да се случува. Еве сега дојде времето и таман на следното, некако да се намети следното прашање кое што треба да го одговораме, кои се моите совети за започнување на бизнис. И бидејќи сега дојде времето за развој на социјално претприемништво, за развој на циркуларни бизнис модели, за грижа за околината, за ставање на профитот на второ место, мојот совет за започнување на нови бизниси во моментов е ако не на точка број 1, на точка број 2 минимум во вашите бизнис планови и идеи да биде општествениот импакт. Да биде одговорот на прашањето што со ова јас што го правам, помагам на заедницата. Не мојот продукт како им користи на луѓето и од што ќе имам јас профит. Тоа е дополнителна вредност секако. Меѓутоа што дополнително јас правам и дали со активностите кои што ги правам, додека го развивам мојот бизнис и мојата идеја, правам штета на нешто друго. Бидејќи ако правите штета на нешто друго, не знам дали кармички, дали некако не се остваруваат работите и многу потешко се случуваат работите. Кога е чиста мислата, кога е чиста намерата, тоа е мојот совет, да ви биде чиста мислата, чиста намерата, да следите страста, да следите идејата, ако цврсто верувате во неза, добро да истражите од сите аспекти, да прашате луѓе кои што не ви се пријатели, кои што не ви се многу блиска фамилија, кои што на вашето прашање, вашата идеја каква нема да ви кажат од старта е супер, многу добра, него да прашувате, да се консултирате со луѓе кои што ќе ви дадат искрен фидбек и да бидете спремни да слушнете назад и критики кои што на позитивен начин може да влијаат на нештата, вие да ги промените со цел да имате што подобар бизнес план, што подобар импакт во општеството, да сте вие што подобри луѓе и слично. И тоа се етичките вредности според кои ја мислам дека секој претприемач треба да се води. Нема поента, замислете сега стартап бизнес да се отвори во што ќе купа јаглен или што ќе произведува цигари или таква нешто. Така не е нормално, никој не би го сакал тоа да се случува. Значи, секако приоритет да ви биде одговорот на прашањето што добро јас правам на општеството и на блиските околу мене покрај профитот, што мојот бизнис го дава како решение. Мора да имате одговор на тоа прашање, многу е важно. Ако немате, вметнете, најдете, дополнете го бизнис планот, направете нешто да биде цел тој затворен круг, за да ви се врати назад. Колку повеќе давате на околината, толку повеќе се враќа назад. Тука стигаме до еден момент, нели Мама Органа имаше момент кога можеби немаше да продолжи, кога немавме финансии како понатаму, меѓутоа втор момент дојде кога се појави COVID-19. Сега јас со сигурност тврдам дека ако јас не ги следев овие принципи кои што сега пред малку и вредности кои што пред малку ги споделив, немаше да се случат работите на начин на кој што се случи. Верувајте дека кога се случи ковид кризата, ние исто така развиваме многу блиски лични контакти со поголемите клиенти, имаме поинаков однос со сите корисници на нашите производи, некој поинтимен, поличен, блискост некаква. Кога почна ковид кризата, сите знаат дека ние во нашата компанија се вклучени мајки, најчесто на деца кои што посетуваат предучилишна установа, и дека всушност ние дефинитивно немаме сега што да правиме, не смееме да излегуваме надвор, немаме дозволи, немаме ништо. Значи, имавме луѓе, клиенти кои што однапред не плаќаа производи во период кој што
кои што следеше, се ги подигнува производите подоцна. Меѓутоа, за волја на вистината се случи нешто кое што никој не го очекуваше. Ковид донеса многу страф, донеса многу што ќе правиме сега сите понатаму како човештво, многу екзистенционални кризи, многу прашања секој човек, нели, која е поентата на некои работи кои што ги правевме пред тоа и слично. Меѓутоа исто така донеса еден голем број на луѓе кои што седејќи дома го одбра градинарството и производството на храна во урбана средина како хоби. Што тоа значеше? Тоа за нас значеше дека не знам дека процентот наши клиенти се зголемува, дека се повеќе и повеќе луѓе имаат пристап до нашите производи, се повеќе и повеќе луѓе ги користат да ги употребуваат нашите производи. Нема да претерам ако кажам дека нашите продажби се зголемија буквално за 70% во 2020 година. 2020 продолжи така успешно, иако ковид, значи се за Мама Органа се одвиваше така како што ние се замислувавме и сакавме. Почнавме да добиваме и некои како да кажам информации дека има инвеститори кои што се заинтересирани во компанијата. Нешто за кое што работевме, значи долги години, 4,5 години ние одевме и посетувавме разни стартап програми, акселераторски програми, инвестмент реди програми. Спремавме пичови, спремавме бизнис планови, финансиски проекции, значи буквално имаме потрошено 6 месеци активно на спремање на документација за секакви разноразни програми. Меѓутоа, дали е тоа губење на време? Не, никако не е, заради тоа што тоа ни помогна да буквално сега целиот бизнис модел и целиот бизнис план ни е разработен до последниот детал. Тоа секако не значи дека работите секогаш ќе се одвива така како што предвидуваме. Ева, почнав да зборувам за ковид, нели, ние не предвидовме пораст на продажби за 70%. Меѓутоа, дава сепак е блиску до ако нема ваква некоја елементарна погода, непогода, пандемија или слично, сепак добрите плановите креирани базирани на добри и длабински истражувања, ретко отстапуваат од тоа што сте го проектирале. И вистина тоа се покажува и кај нас. Значи, тоа го советувам до идните предприемачи, да направите добри истражувања, да направите уште подобри бизнис планови направени на тие истражувања, да направите финансиски проекции во кои што дури ќе имате вклучено и стапка на инфлација, заради тоа што никогаш не знаете како тоа ќе се одвива на крај. Ако немаме точно зацртано по кој пат одиме, не знаеме каде да одиме. Ако не знаеме каде да одиме, не знаеме каде да одиме, нема ни постигнеме никакви резултати. Ковид исто така што донеса? Ковид донеса, спомнав нели веќе информации за инвестиции, донесе уште една инвестициска програма повторно во СИД, со Investment Ready програма преку СИД, со бизнис ангелите од СИД клубот што се. За наша среќа и огромно задоволство, добивме бизнис ангел, како што, не знам, стартап може само да посака да има, не само бизнис ангел во вистинска смисла на зборот, така како што секогаш се замислував дека треба да биде, и ми стана јасно зошто не се случило такво нешто порано, зошто порано кога сме мислеле дека можеби повеќе не требаат финансиите, не се случувало ништо, иако сме имале преговори со одредени инвеститори. Сега го добивме одговора, значи стартапи, предприемачи, мој совет до вас. Немојте по секоја цена да прифаќате инвестиции само заради тоа што во моментот многу ви требаат парите. Односот со инвеститор, исто како што на инвеститорот односот со нас е малку обвијан со неизвестност и страв, како ќе биде, како ќе се случуваат работите, немаат верба дали ние навистина тоа до крај ќе го оствариме и слично. Исто така и ние не треба да влагаме без резерва во преговорите, туку треба свесно да ги евалуираме нашите бизниси, а тоа е можно само ако ви е бизнис моделот и бизнис планот развиен буквално до крај, ако навистина може да предвидите како ќе се движат вашите продажби и слично. И кога тоа ќе го направите, ќе имате можност да настапите од една друга позиција. Ова е ептен мој совет личен до сите предприемачи. Ќе може да настапите од една позиција кога
нема да дозволувате само друг да ви ги наметнува условите. Ова не значи дека вие треба да ги наметнувате условите, дека вие треба да кажувате како треба да биде или да претарувате во еволуцијата и слично. Само значи дека ќе имате можност и шанса да си пронајдете инвеститор со кој што ќе имате перфектен баланс, со кој што ќе ги донесувате одлуките заеднички, заради тоа што сакате да ги донесувате одлуките заеднички, а не заради тоа што така треба или некој договор ве обврзува со тоа. И сега, после ковид и после се, Мама Органа од значи нешто што ви кажав такво, од форма на занаетчија без дефинирана, нема закон за социјално предпријатие, не можеме да се регистрираме, нема друга форма како да ги направиме тие измени и слично. Стигнавме до ДОЕЛ, потоа ДОЕЛот го, нели, имаме веќе инвеститори и слично, и сега веќе имаме и проект со, да, значи исто така, тоа е многу важно, ќе заборавав нешто многу важно да кажам. Идејата на значи како се развиваше Мама Органа, така се развиваа нели нашите замисли, како што кога веќе можеме да најдеме и да креираме решение за нешто толку значајно и важно како биоотпад, да направиме еден поголем импакт. Лани во септември како активисти поднесовме иницијатива до градот Скопје за отварање на градски компостари. Не најдовме на поддршка во градот, за жал, иако тоа е и така потребно за како решение во Скопје. Меѓутоа, најдовме на поддршка, не на поддршка, туку во моментот исто така во општина Аеродром, ние инаку сме ситуирани во општина Аеродром, имаше во моментот повик за кофинансирање на проекти од општествен интерес, нешто што прави импакт и на граѓаните во општината. И аплициравме без многу надеж за проект за креирање на општинска компостара. На големо задоволство и среќа, општината Аеродром имаше во период од неколку месеци претходно си имаше поставено цели да се ориентира да стане европска општина, да биде првата општина во Македонија со европско знаменце. Тоа значеше да ги имплементира сите вредности кои што ги имаат развиените општини во Европа. Не постои развиена општина во Европа која што го нема решено проблемот со отпадот. Значи не постои град или општина западно од Лјубљана која што нема систем за селектирање на отпад, систем за третман на отпад, систем за креирање на вредност од отпад и така натака. И поради таа причина нашиот проект беше препознан во општината и сега сме во процес на имплементација на проект на градење на општинска компостара во општина Аеродром, каде што ќе го собираме отпадот од јавните површини кои што се создава во парковите, на кеот, во јавните установи и слично. И заедно со друг отпад, од кој што го креираат бизнисите и домакинствата во иднина, ќе нудиме решенија за отпадот, меѓутоа и високо квалитетни супстрати и компости и органски ѓубрива кои што ќе им помагаат на урбаните градинари и земјоделци во руралниот дел од општината да одгледуваат здрава и органска храна. Многу сме среќни поради овие работи, значи тука сакам да ви кажам, никако немојте да се откажувате. Ако силно верувате во тоа кое што ви било прво во главата, кое што ви стварало страст, ако на крај сте го ставила на хартија, сте направила својата анализа и сте виделе дека има многу поголеми можности за развој отколку нешто друго, меѓутоа и ризици малце треба да превземете, да вкалкулирате. Не се откажувајте, одете, тргнете, остварувајте го нештото, работите, со тек на време сами доаѓаат по патот. Ако не се остваруваат во оној момент кога вие мислите дека сакате да се остварат, тогаш има нешто друго кое што треба да му обрнете внимание, да поработите, за да продолжите понатаму да го остварувате тоа кое што го сакате да го остварувате. И сега, не знам, да видиме чека некои прашања дали има. Не. Добро. Значи, ќе одиме на следното. Следното нешто кое што имаме прашање од Ивана Дракулевска. Колку време е потребно да се обработи отпадот? Тоа е нештото кое што е
иновативно општо во компостарата, општинската компостара во Аеродром, за прв пат, значи на овие простори, набавува Green Axle компостер, кој што има капацитет на третман на 6 тони отпад на ден, и од биоотпад органски компост произведува само за 6 часа. Во природата, за да се направи компост, потребен е период од 3 до 6 месеци и повеќе за некои материјали. Ако ја компостираме наменски, значи ако го превртуваме биоотпадот, ако употребуваме некои други технологии, може овој процес да го скратиме и на 1 месец. Меѓутоа, во компостарата, со користење на иновативна технологија, односно со вбрезгување на кислород во самиот процес на производство и на превртување, се постигнува да побрзо се разбија органската материја и компостот е готов само за 6 часа. Да, тоа е супер. Добро. Значи се дава брзо решение за биоотпадот, се намалува потребното време за негов третман. Дополнително имаме и биофилтри кои што се со највисока заштита и компостарата е буквално zero waste, од неја не излегува ниту CO2, нема никакво загадување и е дефинитивно решение кое што треба да постои во сите компостари, во сите општини во Скопје пред се, заради тоа што е најзагадено, меѓутоа и насекаде во Македонија. Следно нешто кое што треба да го збориме, што беше клучно да се вклучам во стартап заедницата, има едно прашање. Што беше клучно да се вклучам во стартап заедницата? Клучно да се вклучам во стартап заедницата. Јас немам момент во овој момент сум се вклучила во стартап заедницата. Некако се чувствувам дека сум таму од самиот почеток на идејата на Мама Органа, заради тоа што прилично беше интересен бизнес моделот, сите сакаа да слушнат за што станува збор. Јас имав лична приказна позади целиот бизнес модел и слично, и едноставно некако самата стартап заедница ја препозна идејата прво на Мама Органа, па потоа и мене како предприемач. Имаме тесна соработка од самиот почеток. Преку Стартап Македонија сме користеле ментори од SVCP кои што ни помогнале и како многу да спремиме, да се стекнеме со знаење што ни е потребно, например, за воиднина и за извоз, ако сакаме, и како сакаме да ги извозуваме нашите производи. Тоа се надевам дека во блиска иднина ќе се случи. Не знам, некако ако не постои стартап заедницата, целото ова предприемништво, нели, различен момент од колку само just обична трейдинг компанија, да кажам, обична трговска компанија, нема да има страста и жарта. Забавно е кога се дружиме, многу е супер кога споделуваме знаења, многу е супер кога си ги величаме успесите, кога си даваме позитивни критики како да одиме да растеме напред. Стартап заедницата е едно од ретките места во Македонија каде што некој не се лути кога ќе му каже што не чини, туку напротив е благодарен за истото, затоа што знае дека може да промени нешто на себе, а тоа е целта, нели, да се менуваме цело време. Тоа запамтете го. Фиксиран став и неотстапување од нештата никогаш не носи успех. Дефинитивно. Имало моменти кога значи најчесто ние предприемачите кога ќе ни се роди таква некоја бизнис идеја за која што знаеме со сигурност дека ова мора да успее, сме многу фиксирани и следиме една права линија дека ова е тоа и така се стигнува до тоа. Буквално не е така. Буквално некогаш некој човек кој што не е ни вклучен во индустријата, кој што нема ни појма од предприемништво, може би што вашата тетка, вашата баба, чичко, кој да ви каже нешто кое што буквално ќе ве натера да се замислите, ќе видите дека има и друг начин, дека не е тоа баш така секогаш како што вие се замислувате. Значи да бидете флексибилни е многу важно за да терате понатаму и да си припаѓате во чувство на една ваква заедница како што е стартап комјунити во Македонија, која што уште ќе кажам дека е во зачеток, меѓутоа и како силна и променува многу работи, е многу убаво и многу е полесно за да се развиваат работите така како што сакате. Треба да кажам и кои книги влијаа на моето размислување или на тоа како на промена на начинот на моето размислување. И дали имам умилен автор? Немам еден умилен автор, имам неколку умилени автори.
немам омилена книга, имам многу омилени книги. Книги кои што влијаеле на мој личен развој, се книгите кои што почнав да ги читам уште како тинеџер и немаат никаква врска ни со економија, ни со циркуларни бизнеси, ни со ништо, туку се книги од Карлос Кастанеда, кои што се спиритуални, се базираат на еден поинаков светоглед и всушност сум многу среќна што иако не сум од најпоследните генерации од Gen Z и слично, имав прилика уште од многу мала преку тие книги да сватам и да научам дека мојата перспектива и мојот светоглед скоро никогаш не се исти со перспективата и светогледот дури на тој што ми е многу близок и седи до мене, а не па со тој што дури немаме ни ништо заедничко. Тоа многу ми помогна понатака во животот, многу ми помага сега во односите кои што ги развивам во овој стартап свет, каде што не е се така лесно и убаво вака како што јас се раскажувам и звучи, значи треба да се знае дека некогаш некои работи без разлика како звучат не значат ништо лично, дека се само слика на човекот кој што ги презентира, дека иако се кон вас наменети баш не е така, не е тоа вистината и слично. И да, дефинитивно, значи книгите со спиритуална и холистичка содржина се оние кои што најмногу ми помогнале на секој пат во животот, заради тоа што пред се служеле за мој личен развој. Книга исто така, книга што ќе ја препорачам сите да читате е една книга Нула отпад. Таа е една понова книга, многу мала. Ја препорачам само заради активност креирање на свест кај сите вас, нас, мене, ти, за отпадот и колку е важно, од Бета Џонс, мислам дека е книгата. Понова е, може да ја најдете онлайн и секаде. Мене ми послужи, горе-долу ги знаев работите што се во книгата, меѓутоа ми послужи да ја препорачам на други луѓе на кои што им помогнала да се освестат, да кажам, на тоа поле. Други книги кои што сакам трилер, иначе ако читам литература за релаксирање, треба да е трилер или хорор или такво нешто, тоа не влијае никако на мене, ми служи само за забава. Не читам книги за стриктно наменати за предприемништво од економски автори или така нешто, холистички пристап како луѓето кои го продаде своето Ферари или такви некои книги. Да, меѓутоа пак е сознанието од тие книги комбинирани со животното искуство се тоа што најмногу влијаеле на мене како личност и како предприемач и како мајка и како Наталија и како жена, како секако. Кои се работите кои те мотивираат секојдневно, стои тука едно прашање исто така. Што ме мотивира секојдневно? Ме мотивира секој ден. Ме мотивира сознанието дека правам нешто. Тука е нормално да кажам дека моите деца ме мотивираат, меѓутоа повеќе ме мотивира сознанието дека активно сум на поле кое што директно влијае на добробит на моите деца и на нивниот живот во иднина. И тоа ме прави многу среќна и ме мотивира секој ден. Ме мотивира личната приказна, како некој кој што поради животни околности се нашол во ситуација да нема никаков приход, да сум сега во позиција да креирам доволно приходи за да обезбедам плата и работни места и за други. Ме мотивира и така. Ме мотивира сознанието дека ме мотивира тоа дека имам мајндсет како помладата генерација и многу сум среќна дека имам прилика секој ден да се дружам со многу млади луѓе. И дефинитивно тврдам дека се попаметни од нас и од нашите мајки и татковци заедно. Значи, многу ги сакам младите луѓе ме мотивираат дефинитивно најмногу на светот. И ме мотивира лошата состојба во Македонија. Тоа малце не е мотивирачки, така, песимистички е, меѓутоа, ако е добро, ќе бидеме во комфорт зона, па дури ни тие малку сега што се трудиме да правиме нешто, можеби нема да правиме ништо. Вака сега се трудиме од 5 нежели, правиме промени коренити, кои што може не се гледаат вака широко, се уште, меѓутоа верувам дека ќе имаат импактите како во иднина за следните генерации.
Што би требам да кажам и што би му посоветувала на 5 години помладиот ти? Веќе кажав тука некаде во овие работиве попатно, дека имаше многу фрустрации на почетокот, зашто имаме, например, добиено Startup Europe Awards, Startup Europe не признава, тука не признаваат или такви некои работи кои што направија некои мали фрустрации, незадоволство, зашто го правиме целото ова, безнадежно и сето така на така. Меѓутоа, веќе кажав дека тоа донесе на крај со многу супер резултати развој на настаните, па на 5 години помладата јас би препорачала да остана во своите вредности, да не губи надеж. Туку можеби да не се ни надава на нешто, туку да во секој момент да се труди да ги превзема работите во своји раце и самата да ги мести нештата така како што треба да бидат со цел да се остварат работите како што посакуваме. Би се советувала дека навистина не постои никој друг освен ние самите лично кои би си ја олесниле работата и постоењето и во личниот живот и во професионалниот живот. И би се посоветувала малку повеќе забава. Не е се така црно како што изгледа сепак на крај. Треба да размислам и што би препорачала на 5 години постариот јас. На постарата јас. На 5 години постарата јас би си кажала да, не знам, да не престанам да се дружам со млади луѓе, да не заседнам на каучот и во својата комфорт зона. Ако мама Органа го достигне максимумот во активностите кои што сега ги прави, да тоа не значи да јас треба тука да застанам исто така, дека сите знања со кои што се стекнав во моментов, меѓувреме станав и ментор за социјално претприемништво, експерт за циркуларна економија и слично, дека можам да ги употребам за развој на други потенцијални добри бизнис идеи кои што нудат решенија за сите, да се грижам малце повеќе за себе, да продолжам да се сакам исто како до сега, ако не и малку повеќе, и да имам разбирање за сите луѓе, затоа што луѓето во суштина не се толку лоши. Секој најчесто кога постапува некако, постапува од некоја точка на повреда, на нешто во кое што и самиот се сомнева. Па така да, тоа би си го препорачала на 5 години постарата јас, да развијам многу големо разбирање и трпение за луѓето кои што во моментов и не се толку многу среќни. И не знам, мислам дека горе долу кажав се за мама Органа. Ги одговорив прашањата. Мислам дека тоа би било. Ти благодарам многу, Наталија, навистина имаш многу инспиративна животна приказна и верувам дека сите луѓе кои што успеа да слушнат не само твојата животна приказна, туку и приказната за мама Органа и колку посветено работите на тема која што како што кажуваш, не е многу прифатена, во смисла не се работи многу на истата во Македонија, но вие оставате простор, креирате простор да почне да се работи на тоа, се навистина инспирација за целиот екосистем. Се надевам дека сите кои што успеа да ја проследат твојата сесија, ќе земат некои од твоите пораки, особено оно што го препорачам на 5 години помладата и повозрасната ти, бидејќи беа навистина мојни пораки. И би сакала од името на Стартап Македонија и на целата организација што стои за глобалната недела на претприемништвото да ти се заблагодарам уште еднаш за твоето за тоа што прифати да бидеш дел од неделата и да ти посакам многу успеси понатаму со мама Органа во Македонија и секако и надвор од Македонија. Ти благодарам уште еднаш за поканата, задоволство ми представуваше. Јас кажав, нели, сакам многу со млади луѓе да работам на секаков начин, значи не мора професионално. И често задоволство ми е дека баш тука имам прилика да раскажам приказна, затоа што тука млади луѓе следат. Се надам дека ќе инспирирам некој да направи нешто за кое што се двоуми дали да го почне. Благодарам уште еднаш. Фала. Пријатно. Чао.